Со почесна артилериска стрелба и воено дефиле на баталјоните и бригадите на македонската армија, денес во касарната Илинден се одбележаа 30 години од нејзиното постоење. Во рамки на свеченоста со орден за воени заслуги беа одликувани првиот министер за одбрана Трајан Гоцевски, логистичката база при армијата и организацијата на резервни офицери. Председателот Пендаровски со указ го напреди полковник Сашко Лавчиски во чин бригаден генерал и го назначи полковник Васко Колкански за командант на командата за обуки и доктрини во генералштабот на армијата. Армијата беше и главниот двигател за нашето членство во НАТО. Уште на самите почетоци државата ја дизајнираше македонската одбрана со јасна цел и намера еден ден таа да биде целосно интегрирана во евроатлантскиот безбедносен систем. Од тогаш минавме низ неколку периоди на непринципијални надворешни блокади и погрешни внатрешни приоритети, што го забавува нашиот од кон колективните безбедносни системи. Но армијата се реформираше во континуитет и помогна да не отстапиме од реализација на нашата стратешка цел. Шефот на генералштабот, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, истакна дека армијата се соочила со тешки почетоци. Клучната улога во обезбедувањето на територијата на државата по заминување на војската на Југославија ја имала добро организираната територијална одбрана која прва ги превзема испразнетите касарни, а веднаш потоа и целосно ги обезбедува и границите, односно ги превзема караулите. Одбележувањето на овој значаен јубилеј во касарната која го носи светото име Илинден, го посветуваме на идеалите и пожртвуваноста на сите наши херои и великани за вековната борба за слобода и мир. Наша обврска е да продолжиме по зацртаниот пат на нашите дејци Јане Сандански, Питу Гули, Гоце Делчев, Вангел Дину, Страшо Пинжур, Чеде Филиповски Даме, Лиман Каба, Кузван Јосиповски Питу, Ибе Паликуќа, Михајло Апостолски и многу други наши великани. Владата на 3 јуни 1993 година одлучила денот на формирањето на баталјонот Мирче Ацев 80 август 1943 година на Славе планина да го прогласи за Ден на АРМ. Истата година Македонското собрание ја верификуваше идејата за полноправно членство во НАТО.